небо, многу звезди се редат, кај Миро Кацаров во прайм тајм седат, спреми виски или Дон Периньон, жолта штампа, сега на микрофон, енергија врие и добар вајб се грева, секакви приказни кај Миро има врева, Миро повторно со ново ноќно шоу. Йоу, йоу, Миро со ново шоу, вечер по 8. Слушај, слушај. Ново небо, многу звезди се редат, кај Миро Кацаров во прайм тајм седат, спреми виски или Дон Периньон, жолта штампа, сега на микрофон, енергија врие и добар вајб се грева, секакви приказни кај Миро има врева, Миро повторно со ново ноќно шоу. Вечер по 8, не знаеш кој сум, кај Миро без цензура, спреми се за бура. Вечер по 8, не знаеш кој сум, од Скопје до Исаро, вечер по 8 со Миро Кацаров. Да, се враќаме на Алфа телевизија, четврток убав ден, конечно дое сонце. Некако малце... Стринко, шо приш? Па има, гледам, ацум метопацум, гледам метео. Добро, звонче, почнем. Ајде. Да, се враќаме назад на Алфа телевизија, токму така останете бидејќи започнува вечерното шоу Вечер по 8. Мојата прва гостинка, една од најпрепознатливите македонски пеачки, една пеачка која што една убава, народна, изворна македонска песна е преработи дефинитивно од неа. Па понатаму стана вирален хит, кај што веќе ја знаат и помладите, беше некако заборавена. Станува збор за пеачка која што пред неколку недели ја наполни двораната во Штип или Домот на културата, а следува нејзин концерта во општина Тетово, каде што најголемите македонски хитови ќе бидат испеани од неа. Една единствена, Бојана Скендеровска! Градоначалник препознатлив, исто како и неговата, како да кажам, колешка во вечерното шоу, градоначалник кој што, ако не се лажам, му е втор мандат. Градоначалник кој исклучително многу добро работи за општината во која што живе и во која што твори, градоначалник кој што и е дел од спортскиот јавен живот и донесе на Македонија заедно со неговиот пулен, заедно со неговиот брат, ако не се лажам и не се лажам, бронза за прв пат во историјата на Олимписките игри. Македонија беше со бронзен медал со неговиот Дејан Ѓоргиевски. Станува збор за Дарко, градоначалникот на општина Бутел! Изворенен дечко следува. Дечко кој што ми се многу допаѓа, како размислува, како пое по Кумановски, скромен лик. Јас викам кешки сите да се како него на македонската музичка сцена, ние ќе цветаме и како луѓе, како нација. Мартињан Кириловски. Бојана, колку време не си била кај мене во емисија? Па последниот пат кога ти бев ме избришавте. Така. Да, стварно бе, значи тоа е. Точно е. Тоа е 3-4 години, така? Шала на страна, да. Одамна не сум била кај тебе во емисија и драго ми е што имаш вакво шоу, затоа што е многу важно да имаме вакво едно вечерно шоу. Така е, ти Забавно. благодарам. Ти благодарам. Кај мене градоначалници да ги запознаваме од еден поинаков агол. Дека и Дарко исто е човек кој што сака да слуша музика, кој што знае да седне во кафана, кој што сака спорт, кој што е како и сите други, не е само ние го знаеме од говорница или од митинг или што ќе направи или што ќе реализира, што ќе реализира. Едноставно човек кој што е дел од нормалниот живот. Бојана, имаме многу добро прашање за тебе. Вика, дали некош си добила или
ти било одземено нешто што ти припаѓа. Или Што во животот? Па да, нешто што мислиш дека твоја некој ти го има до сега земено. Например, дали било тоа numera, дали било концерт, дали било некој момент од кариерата или нешто што онак мислиш дека ти си има направено некоја неправда. Во некој момент можеби сум мислела дека тоа е неправда, но секој пат тоа што е мое доаѓа кај мене. Значи јас имам таква филозофија во животот, дека тоа што ти треба да го добиеш и тоа што треба да го постигнеш, ако си вреден се разбира, ќе го најде патот до тебе. Да, имало моменти кога сум мислела дека нешто било неправедно кон мене. Во тој даден момент може да сум била и да ми било тешко, но секој пат времето ми покажувало дека тоа што треба да дојде до мене доаѓа. Така да, Боки, оптимиста сум ја вечен. Многу се трудиш. Кажавме 20 години на страдата се трудиш. Некако мислам дека веќе луѓето треба да го ценат тоа што се трудиш. Значи, снимаш македонска музика, работиш на проекти македонски, правиш концерти македонски, и некој ќе си каже, аман видеа Боена, аман па од неа. Аман нели смачи. Да, така, али го работиш тоа што го сакаш и се трудиш. И сега човек го гледаш дека се труди, па дај му аплауз, дај му поддршка, дај му сапорт. Види, не можам да кажам дека немам поддршка. Па имаш, Можеби долго години си, сите да. треба да имаме како естрада македонска поддршка многу поголема. Но луѓето знаат да го ценат, тие што треба знаат да го ценат. Иако сега тука многу фактори се во игра зошто можеби не е поддршката како што треба да биде и тоа е многу долга тема, да не ти го сега да ти го расипувам. Да, нема толку сериозни. Да, не бидеме многу сериозни. Да, не сме... Генерално, можеби и тоа била мојата мотивација да се одржам во естрадата, публиката и оние што знаеле да го ценат тоа. Музиката е мојот идентитет, без разлика што и да работам во животот, јас не би можела да бидам без музика. Дарко, што е потешко, да убедиш народ или да убедиш дома некој? Па не знам, некако тежок е зборот убедување. Па види. Тоа е најтешко. Да, најчесто политичарите треба да ме убедиш мене зашто ја тебе глас. Например, јас сум од Бутел. И сега ти кажуваш треба ова ќе се направи он. А дома исто многу е тешко да убедиш нели? Па многу е важно веројатно прво да се убедиш себе. Дека го кажуваш тоа правилно. Да, ако се убедиш себе е многу лесно, а ако не се убедиш себе си, тогаш е тешко да убедиш било кој. Ќе влезеш во еден круг и тешко да излезеш од тој круг. Така да секогаш гледам да се убедам први себе си, тоа што ќе го кажам да биде одржливо во секоја смисла на зборот, па после да направам. Има ли момент кога си помислил на пример што ми требаше оваа функција? Па да, секако ќе излажам ако речам дека немало таков. Има момент. разочарување? Па разочарување можеби не, затоа Не што зборам некако сам дома кога ќе легнеш во спална во дневна, имаш тежок ден. прегруп збор е разочарување, не, веројатно заради мојот начин на живот некако гледам да не доживувам разочарување, но генерално да се прашам зашто ми требаше ова од аспект на тоа кога нема да поминувам многу време потребно со мојата фамилија и со моите деца. Тогаш да, кога работам 2 смени во еден ден, например, тогаш се случува да се прашам, инаку генерално не заради тоа што во сето ова сум врз основа на идеал. Сте сретнуваат на улица. Барат решение за проблемите или барат вработување? Биди искрен. Може ли да споделаме на кратка ситуација од пред недела дена? Само на мајка ми имам кажано. Добро, добро. Супер ексклузива. Пешачев, кај што вообичаено пешачам во Бутел, и видов дека на сртот од булеварот Христијан Дорчевски Карпош, на едно ритче од булеварот, ме чека еден човек, као се доближував до него, сватив дека е мој комшија. Добро. Да го поздравам сега, ќе се препознае. И почнавме разговор и така натаму и вика, те чекав, видов дека си ти, те забележав по движење, да ти поставам едно прашање што веројатно не ти го поставиле. Ме збуни малку, викам, што? Вика, прво да те прашам како си, а после како се дома твоите. Браво. И баш ме шокираше. Ако останал на тие да прашање, браво. Да, остана. Не ме шокираше тоа што ме праша тоа, туку ме шокираше тоа што можеби 2-3 години не ми го поставиле тоа прашање. Те сватив, затоа да. Од тој аспект и баш така позитивно ме изненади, да, и некако ми разбуди емоции. Шубо. Да, Чекај, Иван, што го праша ти преска Дарко, градоначалникот кој да?
Што го прашав кога ќе играме фудбал? Да? Бидејќи вчера игравме, мислам, ми играме ти ли долго играш? време заедно фудбал и јас бидејќи сум воопште на Бутел, ти ако не знаеш, еве јас ќе ти кажам. Не, ама ти си роден уопште на Бутел, сега живееш Да. од центар. Дарко го познавам Пошто многу направи добро, пари у он е животот, пред ти се се одличен преферил. човек, добар другар, одличен спортист, коректен секогаш, така да. Да, не кога е за џабе 2 мандати. Да, кога се договаравме за интервју ми кажа да, мој пријател е Дарко. Да, Сецема Иванче. Бутелско дете, Иван. Бутелско Без разлика кај живее, секогаш ќе остане бутелско дете. Да. Така е. Убави луѓе Бутел напред да ти кажам право. Не, Па озбилно, да. шала настана. Порано имаше некое мислење за бутелчани дека се малце груби. Да. Сега останавме груби, не дека не смеам, имаме еден Не, друг бе, се момент. тепавте порано. Се тепавте мала на Па мала. да, така Да. малце по-груби беа луѓето. И од Бутел, ама- имате поречен сленг. Ама сега има и Ти текнува тој бутелскиот, да. сега има и мангупи, за тоа е еве жив сведок имаме тука. Ти место мене да ме фалиш, на телефонот рече мене ќе ме пофалиш, земе на Иван. Што е бе се вidi? Мора си се држиме ние од општината бе. Миро. Да, бутелско дете, нема се знаеме многу одамна. Види, ќе има време ќе те пофалам и тебе. Еј, политичар, бе. Абе, тоа, бе. Абе. А ја почекувам одма, ја би одма, не каже, види го детето се. Онда ќе има време. Добро, не ме фали, нема врска. Братченце мое, морам исто да потенцирам дека успеа со талент. Беше се пријави на многу шоу, убаво пееш. Харизматичен си. Кажи ми, колку е тешко со талент? Со талент збориме, со талент. Без тим. Без позади себе не знам колку многу илјадници евра по спотови, без некоја поддршка, карикираме, еве партиска да се успее кај нас во Македонија. Ќе кажам дека е многу тешко. Ќе направам компарација една. Добро? Со талентот се стигнува само пред тие врати. А за да влезеш во тие врати, ти треба и тим, и добар пиар, и финанси. Колку и чинат тие поддршка. тимови во Македонија? Бојана, колку чини Сега тим ти имаш колку- пози себе, луѓе како Па што? чини. Нели? Чини. Нели? Чин. Види, човечките се ресурси се најскапата категорија во работата, значи секаде, не само во нашата работа. Веројатно дојде време каде што не можеш да бидеш one man show, нели? Дефинитивно. Во спортот е така. Така е. Така е во секоја работа. Јас во принцип се што во животот заработувам од музиката го враќам повторно во музиката и сакам да работам со тим. Не мислам дека се знам. Не можам се да знам. Не знам, не можам да бидам и стилист, и композитор, и Апропо, се аранжер, и уедно. текстописец, И шминкер, и снимател. и шминкер. Да, јас сум човек кој што сака да дели. Барем тоа што го зимам го Колку пари давам требаат одма. Бојана за тоа да му кажеме на обично народ затоа што Многу пари се во игра. Ние во принцип македонштината, види го овој, може, србите се да, србите се многу добри, но србите имаат тим, има 12 милиона, се народ, Или во има Македонија можеш диаспора. да направиш тим, ама секогаш Срц милиони и пол сме. моите колеги, да, и моите колеги помлади секогаш велат како ќе го вратам тој и во право се. Да. Значи спонзори немаат позади, нив и Нема. така натаму. И сега ја ги разбирам, во меѓувреме треба и да живееш од нешто, нели? Како ќе заработиш, Дефинитивно. треба да живееш од нешто. Ама ајде да бидеме позитивни. Дали некој си рекол ја вредам повеќе од ова што ми се нуди? Да. Само зуба и работа. Сигурно. 100% да, еве, и Бојан нас оживам, мислам дека да, но треба пак ќе кажам за тој цел талент да Ама сега се излезе навегаш на првото виделење. прашање, да. Та се на поврзам. За тој талент да излезе на Добро, на виделина. виделина е чист пример младиот и Јаков од Тоа е Хрватска. чудо дете, брат, тоа не знам што е. Тоа е Тоа е енергија, пример тоа е Божја работа. за одличен пиар, за одличен маркетинг, Да, пред тука се игра да голем харизма, пиар, да. Така е. енергија, но тој има пред се еден одличен тим. Што е потешко да те критикуваат или да те игнорираат? Мислам дека е подобро да ме Да те критикуваат, пошто ако си игнориран ќе бидеш игнориран, а ако те критикуваат, тоа значи дека си забележан. Дарко, прифакаш конструктивни критики или едноставно сега дека
апсолутна власт, па сите даре многу си јак, даре ова, даре она и знаеш ке тие, знаеш како вика, тој што тапша цело време за рамо не ти е пријател или по рамо. Тој што ќе ти каже, на пример, има вчера јас само кратко да направам увертира еден гостин канам кај мене на подкаст на канал 77 што го водам и он вика брат многу си мек према детекторот што го имаш и према тоа што ги ставаш на полиграф луѓето. Ја викам ама знаеш дека луѓето ќе ми се налутат ако стварно ги поставам прашања за детектор, за жена, за пороци, вака онака. И муабетов ми беше дека тој ми даде конструктивна критика и јас стварно си затворив телефон и викам стварно Миро мек си. Значи да, мекси, србите го прават и србите имаат полиграф, али оните влагат устрш. А ја не можам, пошто ми сум милион и пол и полот тие гости нема да ми дојдат Така овде е. и јас кај сум отишол, Си направиш проблем, без вез. Мабето е да направам увертира. Дали сакаш конструктивна критика, кажа Даре, ова не ми се допадна на пример, што го Да, направи. не е само што сакам, туку таа е задолжителна за добро да функционирате во било која работа, не поврзана само со мојата работа и жив пример се луѓето од моето блиско обкружување, мојот тим на работа, каде што, не знам, инсистирам често да бидат критично настроени према мене заради тоа што критиката е суштина на квалитет, без разлика за било што да станува збор. Без конструктивна критика напредок нема и тоа треба да А не биде ли те малце мава веројатно- суета или не суета? Па не, можеби некогаш, ете, сега да не испадне дека сепак сум човек, некогаш кога нешто навредливо, кога нема во содржината аргументи, кога нема содржина практично, тогаш може нешто да ме допре, иако како поминува времето, такви работи се помалку ме допират и тоа е малце чудно дека ете отрпнувате, професијата си носи да отрпнуваш на многу работи, ама конструктивна критика секако да, на пример, не знам, секој коментар што ми го напишале. А ги читаш ли коментарите? Нема на- коментар до сега што не сум прочитал. Сериозно? Браво. Апсолутно да. И не само тоа, туку имам личност во мојот кабинет кој што е задолжен да работи на таа тема. Секој кој што се обраќа на социјалните мрежи, тој што ќе се обрати преку архива или на телефон е лесно да го документирате, но секој кој што ќе се обрати на социјални мрежи добива одговор задолжително, откако сум градоначалник до сега веќе Дарко, а некој ако мајка и шајка, како му враќаме? Тој Па, тој не- што му викаш Дарко, тој мајка и шајка. Добива блок. И ти што му викаш? Рестрикт. се случувало и тоа, Продолжи дале. дури и закани и така натаму, но Ама Дарко, кој закани тебе, не може никој да тепа. па не, Да. не закани за тепање. Кој тебе да, ќе те тепа, да. бе, човек? Но Жени просто се. најчесто тоа се случува преку лажни профили, зацкриени и така натаму. Значи генерално најпаметно е да не се обрнува внимание на тоа и тоа е тоа. Вежбаш многу. Па многу сега си? не, ама Не, јак си. Одма. Бута се на рака. Ти што не се пробаш? Ми да, сакаш да ме предизвикаш. Ја не се плашам од предизвици. Ја гледаш и пеа, ама врска нема од пеење. Миро, Што? пркоста на македонецот доаѓа од Штип. Сега нема да споменувам тука, сега не е Пак ова не ме дека ќе пофали те од мене. не морам да те Мораш да пробаш. морам да те пофалам и тебе и сите штипјани. Во историски контекст пркоста на Ти си го фали сега македонскиот. Иван Јорданов, мене не ме фалиш, Па другар да, ти е. и за фалење е Ти објективно. него си го фалиш, не мене. Ами си. многу други луѓе кои што ми се рол Шал, модел да. во мојот живот доаѓаат од Штип, така да не верувам дека се плашиш. Ау. Ау, биди нежен. Леле, Те предизвикувам. да не го носиш Треба на да душа. станам. Да. Нема да одговорам на твојот презвик со презвик, но ќе станам чисто само Не, ја те гледам на Инстаграм, те чекај, вака ме плашиш од Не, тоа што... не. Сакаш да ми влез. Чекај се. Нема да направам ништо сега. Вака, застани овде. Дали сме духа? Дарко. Не, гледај мене, дали сум ја добар. Кажи ми прво раците како треба да ги држам. Пошто јас сум бокс, карате, а тот Па добро, да, заради баланс, добро и колената малце да ги Да ги поднавенеш. спуштам? Да, за тежината да си добие елемент. сега истински, во да. твојот спорт, олимписки. Смеам да мамам со рака? Па вежбам јас повеќе боречки спортови, но во теквондо, ако ме прашаш за теквондо, Не, ај кикбокс. Вежбаш кикбокс? ММА вежбам. ММА, тоа сакам, ај. Ајде, дај ми горе, јас како беше кроше. Немој бе, Миро. Не, сам Ја нема да гледам. Ми е Не, не, страв. Немој удар бе, Миро. во теквондо удар дозволен само со рака во тело, а со нога е дозволен од половина нагоре и се работи фул контакт.
Значи по нокаут систем. Значи, ја можам тука вака, можете мало? Да, во теквондо да. Така Добар си. Да си тренирал карате. Играл Street Fighter на времето. А приведи дека не мрде, беше шума вика на будала, што згодно голе. Не, може би си тренирал карате. Карате, за тоа па се така. Се гледа. А со нога до овде? Не, нога сме и во глава во теквондо, исто така и во ММА, да. Широки се. Има удар во пределот на. Ајде добро, на само до бутот. каде може. Па сега има удар во пределот на бутот, во пределот на ребрата и во глава. Хедшот. Значи, Ајде, ребрата. овде и овде. Да. И деки кај најмногу мало? Деки мало во глава, не дај Боже да погоди човек деки. Тоа е Не, веројатно во глава, таму завршува долу. приказната. Може би најнезгоден удар во бутот заради тоа што многу боли. И е Тука? многу, да, во бут, некаде во средина на помеѓу коленото и Ама треба вака да се намесна, така? и па било како, зависи кај сакаш да тука те те мало. А ти можеш да ми се одбраниш? Па Со да, рака и добро не е, се, а? добро е да се одбрани. Не, ударот во бут се брани или со кревање на колено или со примање на ударот. Ако вистински го примиш ударот, тогаш помалку ќе боли. Не можеш да му го фатиш. Можеш да фатиш, да. А е можеш да уште го фатиш и да го позапредно, бутнеш? Да. Тоа Јас сум Тоа е таму левел многу ап. јак, па јас сум левел ап. тоа е левел ап. Јас може да ти го фатам, Тоа е но да те левел. бутам. Добро, верувам дека си. Сега кога ќе те бутнам, а можам такви или не смеам допир? Кога ќе ме бутнеш, ќе бидеме јас и ти во океан, јас сум Мајкл, а ти не знаеш да пливаш. Ау, немој. Опа! Не, јас сум плавал со него Отприлика. разбрав, ова е уште еднашка. Ќе Па бидеш таа изеден. борба доле ми одговара највеќе. А, тебе, Или аха, клинч, да, или добро. клинч борбата, Ја да. фаќаш ракава како? И разликата од прилика така, како да сме во океана, јас да сум Мајкл, а ти да не Ми ја знаеш. фаќаш и пливаш. ракава? Па било што, да. Сега не е овдека прилика да се. фатија. Не. Студио ве молам дали може да Чекај, а на пример, ајде да се ошува. Да се врати у Миро Стрико. филмот. Да не ја. А, стрика, од кај каснеше? Абе ќе плачеш, ќе паднеш, после ќе добро. Значи сега за самоодбрана. Може да ми покажеш нешто и завршуваме. Па сега, тоа што јас го правам како самоодбрана е доста реално, не би сакал да правам нешто што е Па е не Иван му напред, најчесто другари сте. ова е добро да го знаат. Ова е добро да го знаат гледачите. Таа самоодбрана што изгледа филмски е најчесто неупотреблива. Таа Стивен Сегал. Така е. Тоа е класично неупотреблива работа. Тоа што употребливо ни треба душеци за тоа што може да се повредиме. И таа самоодбрана е или може да снимиме нешто во сала за да Не морам ти јас да доаѓаме пазам на и да тебе бидам дружи у сала. и да бидам одговорен. Имам две малолетни деца, кој ќе ги чува? Не, ќе бидам максимално ќе бидам Доле можете скинам. Ама викаш доле си ја. Дај една тоа. Значи теоретски сте спреми скрос. Ја Уште пола у него пракса, разбрав. уште. Ја пола него разбрав, пошто Ја го он си разбрав. застана, значи тоа политичкото испорот И си ги мислам направи дека му раците вака беше- како Мицковски и си Мислам дека збореше му го беше мене. жал за тебе. Да. И си збореше со мене, ја викам, Не, морам не, вака си мислам дека зборам. му беше многу морав да ги жал. држам раците туку случајно реално да не ме нападнеш, не дека ги држав политички. Добро. Да знаеш. И тоа е тактика. Ама ја ако те нападнам, ќе изгубиш, бе, Дарко. Значи, реално да не изгубам, требаше да кажеш. Верувам, затоа ти реков штипјани се незгодни доста. И може би штипјани би се бил првиот што може да ме победи, ништо страшно. Добри у карате, знаеш? Да, најдобриот карате клуб Штип помина во теквондо, кај нас и веќе работат теквондо и ги Гледаш? поздравувам браќата од Штип кои што работат. Саша и Жарел. Саша и Тоа се Жарел, мои да. другари. Веќе помина да работат Они олимписко се светски теквондо, европски има шампиони, све, да. одлични спортисти кои што имаат и Сега играме олимписка и кошарка. перспектива. Кошарка е добра тема. Пред 2 дена Бутел Изгуби. го порази Штип. Знам, И знам. тоа во гости Требаше ве да порази. водам јас, ама многу Сега сум во скуп. среда, па дојди во среда во Куп сум, Бутел. даре, немате пари Ајде за да си мене. идеме, Не. ајде. Чувате се. Дојди во среда во Бутел ќе победиме многу повеќе. Ајде. Боги! Даре ми омилена од политичаре, па што знае, си го знае мајтапот. А Боки може песна Нормално. твојата таа препознатливата, Бојана и заветна Скендеровска. Негде ќе те премолчат
негде ке те сокријат, гроб со гроба ке покријат. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти предадат, може се што да измислат. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови пеколни заедно ке минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, ништо да не видиме, ти без мене, јас без тебе. Векови пеколни заедно ке минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не видиме, ти без мене, јас без тебе. Ти без мене, јас без тебе. Ти без мене, јас без тебе. Мораме да ги потенцираме и оние без кои немаше да бидеме една од најгледаните емисии во телевизискиот етер во Македонија. Тоа се земипари.мк, Петроил, Црво Експрес, аутове од Аджико Хом Центар, Игротека Томи, Ресторант Цезарица, Мобилзон, Места индустрија, Мик Свети Николе. Друштво, овој од Мик Свети Николи е одлично сувомесно, датира од далечната 1960 некоја година, македонска традиција, македонски квалитет, така да купувате македонски производи. Козметички центар Дивајн, кој што се наоѓа во Штип, е нашиот нов спонзор.
прито оптика Визус кој што грижат за моите наочари, како за овие за вештачка интелигенција, така и оние за сонце. Исто така автоклиника Фурка се грижи за мојата кола. Фокабо се грижи за мене, мислам дека ги спомнав, Евина и така натаму. Ние продолжуваме понатаму со нашата емисија, со забава, со смеа, со хумор и со песна. Добро. Кој успех на друг артист те натерал да се преиспиташ? Да кажеш, чекај, до мене ли е, до неа ли е, до него ли е? Дали било тоа Во даден за... момент, Да, дали било тоа за добро, за мотивација, дали било за лошо, да кажеш, види го, вај... секогаш ме мотивираат одредени македонски артисти. Според И од тебе- секогаш ме мотивирале Добро. за да го работам ова што го работам. Топ 5 пејачки според тебе у Македонија, твои колешки? Па, топ 5 пејачки. За мене, една од најомилените пејачки во Македонија била Маја Оџаклиевска. Од неа сум учела многу во однос на интерпретација и стил. Калиопи се разбира пејачка од моето детство, заедно со Каролина, затоа што Така. сите изведби на Каролина од Скопски ги знаат на Така. памет. 5. Па добро, еве ќе ги споменам и моја генерација, Елена Ристевска и Тамара. Значи, ние се Одлично. слична генерација, сме се појавивме во исто време и секогаш македонските, дури од помладата генерација, ми се интересни и мотивација за тоа како движиме. И зашто има многу креативни пејачки во Македонија. Има одлични пејачки. Одлични пејачи, да. така е. А дали си изгубила пријателство поради кариера? Да, сум изгубила Пријателка, пријателство. пријател, колега, колешка? Па и колега, и колега, колешка, и пријатели, затоа што, знаеш како кога си во некаква... Само не филозофски, Бојана, сакам ти си отворена, директна, сакам Па директно сега да ти кажам, не можам ни да се сетам, ама сум имала милион ситуации каде што се случувало да У заради принцип, некаков мој личен успех во моментот да се осетам дека нешто не е во ред. си жена што кажува се. Јас го тоа знам, си дрска, не дрска. Ау. Не, без лака на јазик, не дрска, не. Ти, значи, нема да му го кажеш позади, ќе му го кажеш у лице ако не го мислиш нештото. Ме Да, разбираш? тоа е така, тоа е моја Те знам 100 осудина. години кажа, ти Точно, затоа, тоа е моја а тоа осудина. дрска што би рекол, даре малце тежок збор. Види, дрскост треба помалку во животот за одредени работи. Дарко, брзи или, рано станување или доцни состаноци? Рано станување. Строги одлуки или дипломатски одговори? Строги одлуки. Ти си спортист, вие сте дисциплинирани, ама дипломатски на мене ми одговори през кај ти века лупни ми една, ти ми стоеш вака како христијан. Не е дипломатски, тоа е пазење на твоето здравје. Точно. Точно. Телефон што звони цело време или 100 непрочитани пораки? И двете. Кумановец, Молим. тоа што гледаме се од тебе, колку си ти, а колку е само јавна верзија? Се трудам во јавноста да се представам 95% тоа што сум јас во приватно. Поради тоа што Ти си сакам многу добар дечко. сакам приватно. да ме знае народот каков што сум. Немам потреба од пренамагање, од правење ица, дали тоа било пред камери, дали тоа било пред колеги, пред соработници, пред пријатели, пред другари, така да мислам дека тоа е правилниот чекор, еден од правилните чекори за да имаш поголем успех. А имаше некоја неправда што си ја доживел во кариерата, кажи ми. Па сум имал, тоа и тоа Требаше ли да победиш на многу Звезда сум Гранда? имал. Не, сум имал многу неправди, меѓутоа Која После си некој- неправда, Мартине? Па не, Си му има многу, значи неќам стварно да дипломатски кажам, ти, не. Дека ти Неќам да- покаже Дарко како радиш да ги стави, одговара ми ти цела вечер Вака, така. чекај, Ама Ај, кажа си го за се- конкретна ситуација ако сакаш. А ти адвокат ли си му? да. Па така мене така ми рече. Ама- Многу одговараш филозофски, се ме прашуваш општо, ја општо не можам да се ми текно од 1000 ситуации. Не, дека јас сум па многу Конкретно. директен, мислам си дека ме треба да бидат будали. ситуации, посебно кога ќе те треба пример па да се пее некаде едно друго многу опки многу, така да не би издвоил да не направам Па проблеми. на кај сопка па на тебе, ти си толку едно културно дете. Има А, брат, викаш? верува, има. Те бива ли за нешто друго само во музика? Би влегол пак у музика, меѓутоа би сменил некои ствари. Што? Малку по паметно би изиграл во некои Мислиш дека имаш некои ситуации. работи истрчано, избрзано? Мислам. Така да, али главното е дека би се вратил
пак. Зашо бе не јадите? Излезени на кафе. Па како да е музика нема, не можам да дојдам до таму. Камерите во А мене ти во само на уста. музика ли јадеш? Па да, во кафана, Ајде да да. видиме дали нам. А која песна ќе ја поеш? Ќе ја пеа мојата нова Добро. песна која се вика Сеќања на април. Але клишо ти го правеше спотов? Да, але го правеше с фотота. И сам си ја... Ја, дайте на Бужарек! Prošle su godine kao vozovi, sećanja u tišini sada govore, i dok mi ruke drhte od života, ti mi i dalje dolaziš u snove. April u Beogradu pamtim kao juče, tvoje oči, tvoj osmeh zagrljaju noći. Slušali smo pesmu ti i ja zaljubljeni. April u Beogradu, ljubav što se ne ponovi. Sad je proleće, al drugačije sada. Lasne dolaze, a tvog glasa nema. U ogledalu prošlost mi se smeška, al u srcu i dalje mladost mi trepta. April u Beogradu pamtim kao juče, tvoje oči, tvoj osmeh zagrljaju noći. Slušali smo pesmu ti i ja zaljubljeni. April u Beogradu, ljubav što se ne ponovi. Sjećam se ljubavi i pesme u daljini. Ti si bila sunce u mojoj tišini. Ulice nas traže, al nas više nema. Proleće u meni za sva vremena. April u Beogradu pamtim kao juče, tvoje oči, tvoj osmeh zagrljaju noći. Slušali smo pesmu ti i ja zaljubljeni. April u Beogradu, ljubav što se ne ponovi. April u Beogradu pamtim kao juče, tvoje oči, tvoj osmeh zagrljaju noći. Slušali smo pesmu ti i ja zaljubljeni. April u Beogradu, ljubav što se ne ponovi. Ponekad na radiju našu pesmu čujem. April u Beogradu, kojoj se još radujem. Beogradsko proleće u meni ostaje. Да ли може во студио девојките од Max Models? Најдобрата модна леле! Најдобрата модна агенција во соработка или колаборација, која е моја камера, да, колаборација со Вечер по 8, со Миро на Алфа телевизија. Имаше една песна, вие сте многу млади, на повозрастен, Паша, Паша и ќе бидеш, на-на-на, и на моите на-на-на, добрежи. Како Паша се осеќам. Биоритам. Да, и се скрта тука. Да. Постави некој прашање.
Прашање на Куманов? Да. Ајде. Ајде. Ако ти понудив песму што сигурно ќе биде хит, ама не е твој стил, ќе го испоеш или ќе го одбиеш? Мислам дека ќе го одбiju, затоа што пред све ги поju песме што ми легав на срце и ги Која бе поju не од ти душа. легав па на тебе? Ај испеа Мајка на Марика. Мајка на Марика думаше, Марике, либе Марике. Ај испеа Шумите, слушам. Тоа е исто, Слушам дај му кај некој шумат. Ај испеа од Архангел. Како беше она? Од Убер Македониш. Убре Македонија. Цигал! Браво, бе! Браво! Па не! Шо викам не пое? Одиме вака со едно ретро прашање. Ако треба да дадеш совет на некој што се наоѓа во дилема, како во песната, со срце или со ум? Со срце. Да, секогаш со срце. Одиме со прашања за Дарко Костовски. Ако треба искрено, која одлука како градоначалник би ја сменил ако можеш да се вратиш назад? Не знам дали има таква вака сега. Заради принцип веројатно не би сменил ништо, заради тоа што лесно е од овој аспект да видам што е право или не, а во тој момент тоа сум мислел дека е вистинска одлука, така да се не би сменил. Може поклони да дадеме, така? Мама, па јас таму и тргнав. Да, добро, сега бидејќи бевте искрени, бидете се совршени мои гости, како ве одбрав, ја не знам да сте убави на мајка сите. Да, земи пари, а од кој иде нашиот прв спонзор? Црво Експрес. Не дозволувате било кој да ве вози, мене ме возат само најдобрите. Црво Експрес ме вози и ме шета. Патувате со наспевка и стил, Црво Експрес има тури што ќе ти биде удобно, пријатно, брзо и сигурно. Има одлични понуди, за кратко ќе ги дознаеме понудите кај се за Црво Експрес. Да. Тоа е Микс Свети Николе. Браво. Нашиот спонзор, да, Микс, нема таму салами, жено на маса има салами. Месна индустрија Микс Свети Николе, искуство, квалитет, традиција, дури од 1960 година. Единствени Микс Свети Николе, ме прекинува Боена. Стар квалитет, нови современи дизајни на полиците широм нашата земја. Не си играј, купи проверен бренд. Микс Свети Николе, задоволство во секој залак. Браво, Миро! Браво! Земи пари! Најбољи! Земи си време, земи си пауза, земи си одмор, многу едноставно, или земи пари на zemipari.mk. Ако те мрзи да сурфаш, земи пари го има секаде низ Македонија или на 13 515. Многу едноставно, дури и неверојатно. zemipari.mk, буквално пари за секој. А Джико, нашиот спонзор кој што го има во Скопје, Гевгелија, Куманово и Штип. Шо стори човеку? Да, тоа е Хаусберг. Да. Мирото да мразго викаат бе преку година вака, иако не е. Па не Тоа е. знае. Само по закон надодредена сума е мито, треба да се провери да не ме зезнеш. Градоначалник, тоа станува збор за вас, функционерите, ние обичните смртници, Ама може тоа вака да си го раздаваме. Ќе го даде на Зошто бендот, ние сме ајде. необични смртници? Па затоа што вие сте функционери, на пример, ја Вие сте ни избрале. Така е, од народ слагате, да. А Джико е се што ви треба за вашиот дом, градина, домакинство, се за дома, вртоглави попусти и специјални клуб цени. 4 локации, Штип, Скопје, Гевгелија и Куманова. Мене ми е омилена jiko.mk, бидејќи си пазарам од кој град сакам и го сакам Джико. Од нашиот нов спонзор, козметички центар Divine, кој што се наоѓа во центарот на Штип, имате 4, ако има 3, тоа е четворица, јас стринката ја гледам и затоа мислам дека четворица, како ми е застанат, види. Добре, Бојана, имаш одлични конекции со Штип, полни Прекрасно. сали, кога Така е. некогаш ќе те одведе патот. Па можам и специјално да отидам. Имаш солариум, кој што е медицински солариум, тотално безопасен и без никакви последици кон нашите клиенти. За Повели? тамус? Да. Тоа е тоа. Може ова на... Да. Ова е ваучер за солариум. Ајде. Дарко, бидејќи добро стоиш со мојот пријател и твој Иван Јорданов, кога ќе идеш у Штип, имаш исто така услуги од козметичкиот центар, може би твоите. Еве ти ваучер од 1000 денари. Благодарам. Козметички центар Divine се наоѓа во
центарот на Штип. ми А кажи, ти, Иванка. братче моје, тебе ти е блиску. Ти дај го на девојка ти. Сака ли солариум или сака некоја депилација, сака некоја чистење на лице? Ја би да и се јавиш Сакаш сега. па ти две? Праша ја. Види го овој пат. Што дадеш бе, што Значи, дадеш, ајде. зашто сме? Не ти наваѓа мана, ајде. А ти не викаш Па јас имаш ти го на земам од солариум, жена бе? ми ти две. Што дадеш? Еве што две. дадеш? Не, Се што дадеш? се депилираш? Не. Е, па што ти треба две? Шалам да е едно Иди, по твоја волја, по твоја волја, ајде. Еве бе, вие кумановци, бе, види ги. бе. Кумановски чулам га тера. Кумановски чулам га тера, бе. Еве ти две злато. Зашо бе две? За тебе и за девојка ти. А, така. Да. Да. И ја да идам у солариум. И ти да идеш у солариум. Аутове од моите спонзори кои што вика вака уште ли верувате во тие приказни нов Мерцедес малку километри, баба го возела, дедо го гаражирала, градец батосници. Не, аутове од најголемиот плац за автомобили во Кочани дефинитивно луксузни тоест луксузни возила кои што гарантираат и одлични и сигурни возила исто така. Најважно од се е тоа што ти нуди замена старо за ново. Иако немаш доволно пари ки ти обезбедат рати и лизинг, кај го има ова, само во Аутовелот. Јас возам кола од Аутовелот, озбилно ви зборам и сум многу задоволен, иако немам сменет уште филтри и улје. Овде го кажам реално. Да, Игротека Томи, нашите спонзори, Игротека Томи, кој што секој роден ден се памети во Игротека Томи, тоа е во Киселавода, каде се спојуваат играта, забавата, елегантниот амбиент за совршена прослава. Нема мали и големи во Томи, сите сме весели и насмејани. За возрастните има кафе, бар, и најдобра игротека за оние кои што се со нив, со возрастните, возрастни може да бидат и баба, и дедо, и тато, и мама, но сепак немој да речете дека нема место, закажете си во Игротека Томи, бидејќи е најдобрата во Скопје. А потоа можеме да ги спомнеме нашите спонзори Мобил Зон, мобилни телефони, галантерија, тата мата, продажба на нови и на поволни телефони, откуп на вашите телефони. Ресторант Цезарица кој се наоѓа во Илинден се грижи за нас и за тоа ние да бидеме најадени како што треба, организираат секојдневни забави, музика во живо, вкусно јадеш и добро се забавуваш. Микс Свети Николе ги кажавме, мораме да ги потенцираме и Magnesium Spa and Medical Center, кога на пример, како мене кист има милион емисии, на умот му бараат или на умот му треба вистинска пауза, дозволете си ги недобрите Magnesium Medical and Spa се наоѓаат во Виница, термоминерални бани, богати со магнезиум, сауни, парна бања, турски јамам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Magnesium and Spa Виница, вашата витална оаза за телото и за душата. Ја кажав, Оптика Визус, Фокабо, Аморе Мио се грижат за мене кога сум надвор од работното време, со лакшери бренд Outlet, Гевгелија Мол, одлични цени на брендови као Dolce & Gabbana, Versace, Michael Kors, Philip Plein, Iceberg и така натаму и така натаму. Мислам дека никој не заборев, така да не се навредат. Да, го заборев мојот пријател Автоклиника Фурга кој што се грижи за мојата кола да биде секогаш средена тип-топ. И се како што треба. Може ли да ја запееме една од твоите, или ако не и најголем хит во твојата кариера, Така е. песна од Робил Бебилов со Тони Зен и Бојана Скендеровски? Тоа е една од песните што не сум сакала да ги снимам во животот, ако ми веруваш. Во тој даден момент сум мислела дека врска нема. Кај е тука рефренот, кај е строфа, шо е оваа песна? Да. Ама ете го послушав тогаш Роберт и рече дека ова ќе биде, ќе видиш. Ја викам ајде да видиме и ето, понекогаш знаеш да Сцената е твоја, Бојана Скендеровски води Лема сум. Не се јавуваш, ништо не пишуваш, кога ти вртам ти, не ми одговараш. Знам што се случува, колку се 2 и 2, само да знаеш барем зашто или кај сум сгрешил. Не до мене, сакам да размислам едно 10 пати пред да се отворам. А колку мислам, толку повеќе чувствувам, колку повеќе те гледам, толку се заљубувам. Во дилема сум, дали со срце или ум, со што да одиграм. Зар е возможно да се разделиме уште пред да се сретнеме? Зар е нормално или фатално во ова време да сакаш со чисто срце? Што не се јавуваш, ништо не
Јас ја немам не за повеќе, ништо не е исто како порано, а желба за љубов има повторно. Се прашувам зашто во дилема сме, кога еден без друг не можеме. Ја викам знаеш дека изборот е наш, знам дека ти ме чувствуваш, ми кажа. Немој да мислиш до тебе е дојде некако во чудно невреме. Би било супер ние да се сакаме, но да се сакаме треба да знаеме како се градат нешто без да се урнат. Не сум дошта една епизода бурна, дали сме за заедно, нека каже времето. Што не се јавуваш, ништо не пишуваш, кога ти летам ти не ми одговараш. Знам што се случува, колку се два и два, само да знаев барем зашто или кај сум сгрешил. Не до мене, сакам да размислам едно 10 пати пред да се отворам. А колку мислам, толку повеќе чувствувам, колку повеќе те гледам, толку се заљубувам. Во дилема сум, дали со срце или ум, со што да одиграм. Повели. Абе, Миро, Кажи, злато моја. ти знаеш ли како му честитат роден ден на градоначалникот од општината? Не. Даат му честитка, Добро. а на неја пишува Среќен роден ден градоначалниче. Добро. Од 62 за, 45 против. Добро, двосмислено, браво. Добро, одлично. Дали имаме ние некој понуда и некоја покана да ги поканеме нашите верни, тоест како беа патници, нели? Кај беше ти сега? У За Рим. Како си помина? Добро. Многу јако место спиете во центарот таму над фонтана Ди Треви. Па тоа кога беме сами, Добро. а сега кога беме со тура, спиме надвор од Рим. Па те кажеш, ако си одеш сами ќе си спиеш со центарот, со тура ќе спиеш над Рим. Шала на страна, нема веза. Лето 2026, неа карикратија, флогита, неа модања, неа потидеја, калитеа, криопиги, полихроноханјоти, певко хори, со Црво експрес организиран превоз од 8 градови, секој петок, сабота и недела. Дами и господа, по неверојатни цени. Исто така имаме уште нешто што вика лето 2026 Сончев брег и Несебар. Дами и господа, Црво експрес е познати по тоа што беа првите, далечните 1991 почнаа додат на Сончев брег на златните песеци и така натаму и се една од најстарите или најстара туристичка агенција во Македонија. Јули секој е непарна дата, август секој е парна дата, повратен билет до Бугарија 70 евра. Поагање од 13 градови во Македонија, превоз до Бургас, Нова Поморје, Сончев брег и Несебар. Дами и господа, имат одлични понуди Црво експрес и не само за морските градови, туку и градови како што ги кажа Рим, Венеција, Будимпешта, Виена, Белград, мислам беа го видов сега татко ти во Дубровник, Црна Гора, ако не се лажам, на Острог се оди со Црво експрес, на манастирот и така натаму. Те поздравам до следно видување и се гледаме повторно. Љубите брат. Љуби брат. Дами и господи, јас сум вашиот домаќин Миро Кацаров, останете на Алфа бидејќи сте на вистинска телевизија. Поздравам до следно видување. Чао. Light, camera, action.